Рокот за пријавување за субвенции за земјоделско и сточарско производство е продолжен до 30 следниот месец. Одлуката за продолжување на рокот за аплицирање на субвенции ја донесе владата, се со цел да им се излезе во пресрет на земјоделците. Деновиве во подрачните единици на Министерството за земјоделство има голем број на земјоделци и сточари, кои меѓу другото и бараа пролонгирање. Чекаме, гледаш гужва и што да ти кажам. 2 хектари за пченица и за чве. Тоа е. Чекаш, гледаш гужва, не биот. Не може да заврши. Правилно нема. И од народа не се работат што треба. Има транско што има од тока, поrodање има и штеп има, и они се треба да остане покасно. А јас сум од Габер почувал исто, далеко. Слушај, ја нема да тражам субвенција. Да биде малку качено јагне и харињата, да биде малку покачено, не треба за субвенција. Знам што работам, за вака одгубим од секаде. Од субвенција дали ќе имам питање. Да се пишуваме за субвенција, за стока. За 20. И по 4 дена чекаме ред тука. Доаѓаме од селото по 3-4 дена чекаме тука. Почувало, Штипско. Очекуваме да ни дадат нешто од нина страна. Субвенциите за пченица годинава изнесуваат 12.000 денари по хектар, доколку се користи сертифициран семенски материјал, а 8.000 денари или за 1.000 помалку од лани за несертифициран. Министерот за земјоделство најави дека до 2018 година ќе се намалуваат субвенциите, доколку се користи несертифицирано семе, а по 2018 година воопшто нема да се субвенционираат земјоделците кои ќе користат несертифициран семенски материјал.